минути за нашата Марија, таа на незиното прво линковско вклучување е заедно со доктор Мира Атанасова. Ќе зборуваме за една тема која што за жал не засега сите. Загадениот воздух се поприсутен кај нас, особено и со стартот на зимата. Тоа дополнително се очекува да имаме денови кога тој ќе биде на пиедесталот. Така беше и викендов кој што го ставаме зад себе. Факт е дека влијае на сите, но веројатно најмногу на дечињата. Како треба да се однесуваме ние родителите, па и ете бабите и дедовците кога се внуците или најмладите во прашање, веројатно совети ќе даде нашата соговорничка, поточно доктор Мира Атанасова. Марија, утрински поздрав од студиото, поздрав до тебе и до докторката. Поздрав и до вас. Токму така ќе говориме на една тема на која постојано се говори во зимските денови, а може да се каже и последниот период, тоа е загадениот воздух. Ќе говориме за децата кои што се најранлива категорија кога станува збор за загадениот воздух, односно нивната постојана изложеност на овој воздух може да предизвика голем број на здравствени проблеми со оглед на тоа дека оваа категорија се смета за најранлива. Но зошто се смета за најранлива и што се може да им се случи на дечињата доколку бидат постојано изложени на загаденоста? Во продолжение слушаме многу повеќе од педијатар доктор Мира Атанасова. Да ја посакаме добро утро. Добро утро и на вас. Напоменав дека се смета за најранливата категорија, тоа предпоставувам бидејќи организмот се уште им се развива, но може ли подетално да појасниме зошто е тоа така? Аерозагадувањето представува голем и еколошки и здравствен проблем. Тоа сите го знаеме и го почувствувавме деновиве, како воздух нели дишеме амбиентален. Од друга страна, сакам да напомнам дека децата се највулнерабилната категорија, особено малите дечиња до 3 години, а да направам осврт на доенечката категорија на деца. Децата се раѓаат со незрели органи, со незрели системи за дишење. Тие се зависни од имунитетот што го наследуваат, што го носат вродениот имунитет од мајката, и тоа особено е типично, да речем, првите 5-6 месеци. И затоа ние педијатрите апелираме нели да доенчињата бидат на исхрана со мајчино млеко. Меѓутоа, како растат првата година, тие ќе дојдат во комуникација или во контакт со доста надворешни агенси, вируси, бактерии, еви аерозагадувањето да го спомнеме. Овде има многу честички кои што ги дишуваат и децата. Тие се со мала микронска големина, знаат сите слушаат PM10 и PM2,5 нели честички, невидливи со голо око. Дечињата имаат незрел имунитет, незрели органи, им треба време тоа нели да созрее, да си го стекнат имунитетот. Меѓутоа проблем што живееме во ваква средина, во ваков амбиентален воздух, и мора да напоменам дека големо е влијанието што надворешната средина ќе го има на здравјето на нашите деца. Имунитетот има неколку скали во педијатријата. Првите 3 години е првата скала што треба децата нели да ја скокнат, втората скала е до 6-та година, третата скала велиме е до 12-та година. Значи за тој период на раст и развој тие ќе поминат многу ситуации и ќе пребродат многу, да речам, контакти со надворешните агенции. Доенчињата се особено осетливи на ваквиот амбиентален воздух, што е полн со вакви честици, затоа што нивното дишно стебло е незрело и дишното стебло на доенче и на мало дете не е копија или не е, да речам, нешто слично со белодробието на возрастните. Значи не е копија. Му треба време да созрее, да си ги оформи сите делчиња и алвеоли, дишниот трак да се оформи како што треба. Пократок е, за разлика од дишното стебло на возрастните. Возрастните дишат, да речам, 10 до 12 или до 15 респирации во една минута, а дечињата имаат дупло повеќе респирации или зимање на воздух во една минута. Тоа по дефолт ќе значи дека многу повеќе доенчињата и малите деца ќе внесат честички во белодробието, за разлика од нас возрастните. Здравото дете е активно, здравото дете трча, скока. При тие активности обично се избегнува и дишањето на нос кај малото дете, така да при тие активности они дишат на уста и еве да речам уште поголемата експозиција на овие штетни честици што ги имаме во воздухот. Ако долго време бидат под експозиција на вакви честици, дишното стебло прави една воспалителна реакција кај малите деца, се активира цела една каскадна реакција на
имунолошки одбрамбени механизми. Овде многу секрет ќе ствара тие пехаристи клетки. Цилиарниот епител ќе ствара доста мукус и неправилно ќе може да го искашлаат. Значи, децата мали не знаат да искашлуваат секрет. Ние ќе дојдеме во ситуација да таквите мали дечиња ни бидат ризични, заедно со овие фактори надворешни, да бидат посклони да направат некоја инфекција која ќе биде придружна, направена дали од страна на вирус или бактерии, и ние ќе имаме тешка клиничка слика кај мали доенчиња и мали деца од типот на бронхиолитиси, бронхити и најтешките компликации би биле пневмонии. Тоа се воспаленија на белодробието кај децата. Таквите дечиња, колку и да пробаме да ги решаваме амбулански, ќе не биде проблем. Ќе мора да консултираме терцијарна здравствена заштита, а веќе слушаме деновиве колку ни се полни и клиниката за детски болести и клиниката за респираторни болести во Козле. Значи, обемен број, голем број на наши дечиња се упатуваат во тие центри, а голем дел од нив и се хоспитализираат. Малите деца се трудиме да ги заштитиме на тој начин што ги советуваме доање, ќе советуваме витаминска суплементација со Д витамин С и цинк. Многу често знаеме као педиатри да советуваме и бета-глуканска формулација, особено кај деца што одат на градинка, кај деца што се во контакт постојано со поголема група на деца во местата кај што престојуваат. Многу ни е битно да препорачаме мерки за заштита, како да се однесуваат родителите во случај кога имаме зголемено аерозагадување во воздухот. Да не се вадат децата надвор на физичка активност, значи кога е големо аерозагадувањето. Проветрувањата во просториите да не се вршат наутро и навечер кога смогот е најизразит. Значи проветрување на простории да се прави некаде околу пладне. Децата што престојат во градинка или во училиште инсистираме да имаат филтри, да имаат прочистувачи во просториите и тоа е обврска, верувам, на сите училишта и градинки како мерка за заштита од аерозагадувањето. Дечињата не дозволуваме, значи, да престојуваат на отворено или препораката би била, ако веќе се на отворено, да се изнесат вон градска средина. Нека се изнесат во просторите вон градот, на повисоките места, кај што смогот нема да биде толку присутен, и на повисоките места ќе има почист воздух, ќе има и пробив на сончевите зраци. Иво да ве прашам, доколку се приморани да бидат изложени на тој загаден воздух? Ова прашање верувам ќе значи и за нас возрастните. Колку помага таа заштитна маска? Да, често не прашуваат родителите дали на мало дете да става заштитна маска. Да кажам веднаш дека маските од платно или хартијаните маски не штитат од PM10 и PM2,5, не штитат. Така да пожелно е да советуваме N95 маски. N95 по правило значи дека филтерот што го содржи маската ќе ги собере или ќе ги спречи овие честици да влезат во дишното стебло. Меѓутоа, проблемот е кај малите деца до 3 години. Сите педиатри верувам дека нема да дозволиме до 3 години малите деца да носат такви маски. Над 3-та година веќе мислам дека е слободна препораката за маски, што впрочем важи и за нас возрастните. Сите добро снабдени аптеки ги имаат овие маски во продажба, без оглед или на цената, си имаат и своја цена. Меѓутоа, платнените и хартијаните маски да не се употребуваат за малите деца до 3 години. Ви благодарам за одвоеното време и навистина ми беше драго што имавме можност да дадеме совети за една актуелна тема која што за жал е сериозен проблем и на за сега сите нас. Да, така е. Благодарам уште еднаш. Се надевам сите совети беа повторно добродојдени, најмногу за родителите кои што имаат мали дечиња во своите домови. Говоревме за тоа како загадениот воздух, кој што е сериозен еколошки проблем во зимските денови, влијае врз здравјето на децата и какви последици може да остави.